И добро вечер, екипата на Бекстејдж уште еднаш ве поздравува од нивното омилено место, односно нашето омилено место, кинескиот ресторан Star Ocean, а секако тука до мене е личноста која што секогаш со огромен ентузијазам и страст и љубов ни објаснува сето она што е важно да го знаеме за убавата вкусна кинеска храна, кинеската култура и кинеската традиција. Овде имаме едни нудли кои што лебдат на нив пеперутка, многу зелениво и многу вкусна храна денес. Силвија Лиу, добре дојдовме уште еднаш во кинескиот ресторан Star Ocean, како си кажи? Супер, со вас секогаш супер расположено, Тања, ти благодарам на убавата најава. Како што кажа и нагласи, оваа култура секогаш е неисцрпна инспирација за сите готвачи кои што нели си ја сакаат својата професија, така и нашиот готвач кој што има преку 30 години работно искуство во Кина. Многу убаво не изненади денес со овие нудлси, каде што се гледа дека вилушката никој не ја држи, таа во вис лебди и тоа е навистина уметност и ја докажува способноста на кинеските готвачи дека за да достигнат до степен да готват вкусна храна, поминале низ многу фази на декорации, на техники, на декорирање, за да може да бидат врвни готвачи. Ке почнеме со специјалитет кој што е еден од почетоците на нашето постоење, од секогаш бил дел од нашето мени и е еден од најбогатите специјалитети со витамини, минерали, бидејќи содржи сите три вида на месо, пилешко, јунешко, свинско, апетисани, ракчиња, кикирики, бадеми, лешници, ораси, зелка, морков, пипер, црни кинески печурки и свежи шампиньони. Витаминска бомба е ова тука пред нас. Овој специјалитет кој што во нашето мени се вика 8 драгоцени плода, е познат во кинеската култура баш како тоа име во кулинарството. Зошто драгоцени? Затоа што се сите многу важни за имунитетот на нашето тело, да, и токму затоа и тоа драгоцено е влезено во името на самиот специјалитет и јас ова го препорачувам на сите кои што никогаш не пробале кинеска храна, а сакаат да го осетат првично вкусот и да добијат една визија како тоа нели таа храна како делува на нас. Многу е лесен специјалитетот, богат е со зеленчуци, така да 8 драгоцени плода го препорачуваме за сите оние кои што немале можност да не посетат и сакаат да експериментираат. Уште еден специјалитет со месо е свинското на ленти, каде што се докажува техниката на сечење на месото на мали парчиња, а тоа е од времето на Конфуција, кој што инсистирал дека начинот на кој што е спремена храната, таков ќе ти биде и начинот на живот. Односно, ако внимаваме, тој трга од таа филозофија дека доколку внимаваме на начинот на спремање, спремаме со љубов, со внимание, го сечеме месото на ситни парчиња за да полесно се вари, да не губиме време многу во джвакање, бидејќи знаеме дека колку поголеми парчиња голтаме, тоа толку повеќе време му треба на желудникот да го обработи и токму затоа гледајте како, значи ова е една од најтешките техники на месо на свински шол, да го исечат на ленти за да биде лесен за конзумирање на гостите. Во сос по желба, обично ова е во луто сладко кисел сос, го има во нашето мени и е стар специјалитет во Кина. Ова е мојата омилена нова салата во нашето мени и се вика скриена оаза. Скриена оаза, името потекнува од инспирација е добиена од коренот од лотус. Ова не е кашкавал, корен од лотус, кој што многу лесно ги абсорбира сосовите со путер од кикирики. Корен од лотус, ајсберг, многу малку црвена зелка, зрна од соја, путер од кикирики и навистина јас сум многу ми е лесна и воодушевена сум од оваа салата. Еве ги нудлсите, магичните нудлси кои што символизираат долговечност и нели се една интересна декорација која што ги кажува нудлсите дека се непречена нишка на сите наши специјалитети. Морам да кажам дека се најобожавани од младата популација и јас ги препорачувам за сите оние кои што сакаат тестенини, а веќе им е досадено од начин на спремање познат домашен, како што ние се го имаме со нашите сосови. Овде со брокула, со лукче,
многу убаво оди во комбинација и со свежи шампиньони, така да препорачувам нудлси за сите обожаватели на тестото. Ова е ракчиња, значи една кинеска софра не може, неминовно е да се замисли без морски специјалитет и токму затоа и свежи ракчиња кои што морското е, нели знаеме, неопходно за здрави коски и силен имунитет и го препорачуваме особено на повозрастната популација, оние што сакаат да внимаваат на убава кожа и убаво лице. И за крај ги оставив најинтересните лапни голтни, познати како баодзе. Значи, ова е тестенца, велиме лапни голтни, бидејќи се многу малечки и буквално не треба да се гризат, туку цело да се стави парченце во уста. Овие се полнети со јунешко месо, кромити ѓумбир. Како вакви се познати со децении во Шангај, познати баодзе во Шангај, бидејќи во различни делови од Кина различна големина ги прават. Ние ги имаме во нашето меню и поголеми, меѓутоа ова е поинтересно за помладата популација, за некои што не сака толку многу џвакање. Ни стигнаа пијалоците. Јас би сакала да наздравиме и малку да се освежиме пред да преминеме на трапезата, а во исчекување сме и на едно специфично, автентично, прекрасно грне. Ќе ни го објасниш што би сакала да се напиеш ти? Избери прва. Да, Sweet Fusion, пала кјазин. Што ова кај мене? Да, ова е алоe вера, едно од нашите најобожавани. Се падна едно од па јас мислам дека 3 до сега имам пробано и го паметам вкусот, ама ќе ги пробам сите до крај. Уживам кога доаѓам тука, бидејќи сега веќе се високи температурите и ова е тоа што ни треба на сите. Ајде живелите. Да пробаме малку. И конечно стигнува нешто тазе, дали ова сега од рерна или од ринкла, не знам. Силвија ќе ни објасни. Да, ова е нашиот најобожаван специјалитет, свинско месо во грне. Кој што готвачот кој што сите го фалиме, Сун, го поздравуваме во приликава, да, бидејќи да не е Сун, ниту ќе има овие декорации, ниту вкусот ќе биде како што треба. А не е класично грне како во македонската кујна длабоко, туку тоа е гусена плотна, црното е гусена плотна, увезена од Кина, која што се загрева на висока температура на местото кај што се влегува вогот, во таа специјална маса увезена од Кина. Откако грнето ќе стане од црно-црвено, се загрева до усветување, на незиното дно се реди свеж кромит и од озгора се става месо ситно сецкано по желба на гостите, свинско, пилешко или јунешко и може да биде во луто-сладко кисел сос или во солен сос. Меѓутоа, овој специјалитет толку многу убаво мириса на скара и јас го препорачувам за сите оние кои што се заљубени во скарата и мислат дека во кинески ресторан нема да се пронајдат или најадат, да го нарачуваат овој специјалитет кој што пријатно ќе ги изненади. Јас веќе подголтнувам, морам да признам, одлично изгледа, а верувам дека уште поубаво е на вкус. Ќе го пробаме, Тања, повелете. Јас ќе се напијам уште малку алоe. Потребно ми е малку да ми обработи организмот, бидејќи следува оваа прекрасна, богата трпеза. Силвија, нас ни останува да дегустираме и се гледаме повторно следната седмица. Ти благодарам што ни го возможи ова да уживаме денес овде во кинескиот ресторан со сите сетила. Ви благодарам, Тања. Поздрав.